Росал, речните минерални ѓубрива на алкалоиди. Поштовани гледачи, нашата денешна централна тема посветена на нешто што треба да не биде секојдневие во Македонија, а тоа е здравата храна, здравата исхрана и традиционалната македонска храна. За таа цел наш денешен гостин е професор Василка Стефановска од Угостителското училиште Лазар Танев од Скопје и член или водач на Slow Food Водно. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добре најдов. Ајде, ве представив како професорка од Угостителско, таму сте директно со храната, но веќе сте на повисоко ниво сте ја донеле таа работа, вие сте и председател, член на Slow Food Водно. Јас сум председател на заедницата Slow Food Водно, која што е регистрирана во Скопје. Инаку Slow Food е меѓународна организација која што со седиште во Италија започнува со својата активност 1986 година и е развиена и расширена насекаде во светот и до денеска има некаде околу 150 земји во светот кои што се членки на оваа интернационална организација. Мислам, че во Македонија десетина години се зборува за Во Македонија десетина години се зборува, меѓутоа интензивно се работи некаде околу 5 до 6 години. Ние веќе почнавме во Македонија пред 5 години скромно, всушност пред 10 години скромно по иницијатива на тогашниот италијански амбасадор, меѓутоа некаде веќе пред 5 години интензивно почна да се развива како мрежа Slow Food во Македонија и сега во моментот имаме 15 организации ширум Македонија кои што работат и ја спроведуваат, како да кажам, филозофијата на Slow Food. Секој од свој аспект да промовира. Точно така, секој од свој аспект и секој локално во своето обкружување. Дали ова одговор на се почестената брза храна која почна да ни станува секојдневие, кој сите веќе увидовме дека не е тоа што треба да биде? Одговор е секако и така е започната да кажам приказната на Slow Food. Далечната 86-та година Карло Петрини, кој што е основач на оваа организација, во моментот се нашол некаде на шпанските скали и видел карши дека се отвара Макдоналдс продавница. И веднаш се вознемирил, ги повикал своите пријатели и одлучиле дека нешто треба да се направи, дека треба контра нешто фастфуд да се направи. И така започнала сета оваа активност, меѓутоа сега е прилично расширена и сега има голем број на активности и проекти на кои што се работи насекаде во светот, па и кај нас. Така. Еве, што подразбира концептот практично, да го кажеме, во Македонија, тоа од она што го гледаме, од што се промовира на тие денови на Slow Food, што се организираат преку разни манифестации, претежно се фаворизира македонската традиционална храна. Се враќаме кон корените како што некогаш се хранеле во Македонија и се увидело дека тоа е здравиот начин на исхрана. Знаете како, и целта е тоа да се заштитат автохтоните сорти на градинарските култури и да се заштитат старите рецепти кои што навистина во многу голем број ги има кај нас. Инаку Slow Food работи на повеќе проекти, како на интернационално ниво, така и тука во Македонија. Еден од проектите е Арката на вкусови. Тоа Арката на вкусови значи каталог во кој што се собираат стари автохтони производи и автохтони рецепти. И овие кај нас сега веќе има во тој каталог некаде околу 15 такви производи и се работи на уште 25 такви производи. Некој да спомнеме, чисто за да добиеме. Па, например, буковската пипер, сладкото од смокви, циронките од претор. Значи, има доста производи кои што веќе се работи на нив. Доаѓаат комисија од стручни професори кои што се формирани на интернационално ниво и кога треба да се стави во Арката на вкусови некој производ, се прават анализи, потоа се анкетира локалното население и кога таа комисија ќе даде дозвола тоа да биде во Арката на вкусови, дека е нешто единствено оди во Арката на вкусови.
Потоа има друг проект за заштита на ваквите производи се президиумите. Президиумите се веќе нешто на повисоко ниво заштитени производи. Ние во Македонија имаме веќе два такви президиуми, тоа е сладкото диви смокви и мавровското сирење. Тие се веќе заштитени и да кажем се под капата на Slow Food на интернационално ниво, а тоа значи дека производителите добиваат некаков надоместок во смисол да можат да се промовираат, да можат да го унапредуваат технолошкиот процес да го задржат. Да го задржат дефинитивно, основно, меѓутоа за да може да ги подобрат карактеристиките, да се расшири сигурно затоа што овие производи се носат на сајмите кои што се одржуваат на Slow Food на секои 2 години и таму се не само промовираат и се продаваат и Slow Food ги откупува нивните производи и после ги шири насекаде по одредени продажни места во светот. Со логото на Slow Food. Со логото сигурно. Чиме веќе под капата на Slow Food. Под капата на Slow Food сигурно и тие пропозиции, сите законски мерки што треба да ги имат, мора да се почитуваат. Кога сме кај промоцијата, што се прави за промоцијата? Една интересна манифестација ја организирате во Македонија, Денот на бабата. Дали е тоа начинот полека да допреме до свеста кај потрошувачите, да не се свртуваме толку кон она брза храна само, него малку повеќе да дојдеме до она што треба да го јадеме секој ден? Да, Денот на бабата е една манифестација која што е исто така интернационална и насекаде во светот се одржува. Крајот на април ние малку терминот го поместуваме како ни одговара, меѓутоа да не врне како денес, меѓутоа нашите пријатели од Ирска, првите тие го иницираа како манифестација и ние сите прифаќаме, нели, такви убави манифестации и денови. Значи, на Денот на бабата, активноста која што ја спроведуваме, се повеќе работилници на кои што искусните, да кажем, мајки, баби, ги споделуваат своите знаења и споделуваат своите знаења со децата. Со деца од различна возраст. И ние правиме такви работилници, а како посебен ден на бабата го организираме еден ден во годината, најчесто тоа е крајот на мај, каде што сите ние кои што сме членови на Slow Food, а и нашите гости, така ги каниме гостите да донесат некое автохтоно старо јадење по стара рецепта, да ни ја донесат рецептата, тоа да се дегустира и да продолжи понатака да се произведува. Градските деца да видат. Градските деца да видат како ние сме се хранеле порано. Така. Што е еве и по тие Slow Food организации низ Македонија што ги среќавам некако повозрастни луѓе. Среќавам позаинтересирани се за оваа работа. Што е со активностите на младите? Колку тие треба да се вклучат, колку се работи на нивно вклучување за да ја пренесат понатаму целата таа идеја за здрава храна? Па не се само возрастни, има и млади. Таков ми е впечаток. Може би вака поагресивни треба уште да бидат што не сте ги слушнале, но нашата да кажем приказна почна во училиштето. Значи ние почнавме со учениците да работиме и до денеска некаде околу 20-30 деца ученици се членови на Slow Food водно и со активностите кои што ги имаме и во училиштето и надвор од училиштето, сметам дека нивното знаење и нивната свест за тоа што значи здрава храна, за тоа што значи традиција е на повисоко ниво. Меѓутоа, во рамките на Slow Food има младинска организација, значи и на интернационално ниво и како посебна организација делуваат со посебни програми, но и ние во Македонија имаме Slow Food младинска мрежа и сега нивните активности и нивната промоција така малце поразлична, поагресивна, на улица повеќе се случува, прават повеќе, до сега имаат направено например во Македонија повеќе манифестации, прават некакви средби со храна, земаат од пазар. На крајот од работното време на пазарот ги собираат она што пазарџиите ќе
наместо утре да овене, тие ги собираат и после прават разни јадења и ги споделуваат со граѓаните во најчесто во централното градско подрачје. Инаку, да кажем, под капата на младинската мрежа е и на кампањата за ГМО, која што голем дел од организациите кои што работат на заштита на здравјето на луѓето и ја работат таа кампања, кај нас во Slow Food таа обврска ја имаат младите. Што е со чувството за производство на здрава храна? Како да им се влее чувството уште од помлади нозе да знаат и да ја препознаат и на пазар утре кој ќе треба да пазарат, кој ќе станат домаќини, да ја почувствуваат, но и да знаат ако имаат дворче, бавчичка и сами да си произведат. Значи, пак ќе кажем, во рамките на Slow Food, меѓу другите проекти, има и еден прекрасен проект за училишни градини. Како еден таков проект ние го спроведуваме во нашето училиште и тоа во дворот на нашето училиште, веќе втора година имаме таа градина. Место трева? Каде што место трева и корови, сега имаме таму домати, имаме црни патлиџани, имаме пиперки, имаме цвеќе, имаме сончогледи, имаме пченка, имаме се имаме. Тоа го прават учениците? Од се по нешто, да, учениците и ние сме среќни. Имаме ученици кои што доаѓаат од руралните средини и да ви кажем најискрено дека ние учиме од нив. Да, јас многу научив од нив. Тие знаат да калемат, знаат кога се сее, кога се прави, кога треба да се закопа. Значи имаме ученици кои што навистина многу си ја сакаат работата и се многу активни, а има и такви кои што сакаат да научат, па сакаат да не одат на некој час и така. Меѓутоа сето тоа во рамките на овие активности кои што навистина многу придонесува за врската на децата со природата. Мислам дека кога ваквите училишни градини во осмолетките би заживеале, дека уште поголем ефект би имало, затоа што децата од најрана возраст треба да знаат од каде доаѓа храната, што содржи нивната храна, како се одгледува, како изгледа, што се додава во незе за да може да или не се додава или не треба да се додава за да може да опстои и само тогаш тие ќе можат и да ги почувствуваат и да ги вкусат и да ги помирисат и ќе бидат дел од природата, вака ќе седат дома пред компјутер и ќе гледат како изгледа домат, како изгледа боранија, грашак. Не само тоа, и вкусот нема да го знаат како да го споредат, да знаат како би требало да има вкус, мирисот на точно. Значи друго е тие кога ќе си домат која ќе искинат од коренот, од стебленцето, па ќе го помирисаат и утре кога ќе одат на пазар ќе знаат што треба да купат. Токму така. Што прават поразвиените земји? Тие се многу понапред во Slow Food. Што прават сега? Што можеме да украдеме од нив како идеја? До каде се отидени во приближување на Slow Food до обичните граѓани? Во поразвиените земји, значи ние не сме многу далеку од нив, затоа што многу брзо некако се расширивме и многу брзо допревме до луѓето. И добри корени имаме, добра основа. И на добра основа имаме и многу брзо допревме до луѓето кои што ја сакаат оваа филозофија. И сето ова го сакаат и сакаат да го работат. До нас како народ. Точно така. И ние, например, јас сметам дека фативме добро време кога се уште кај нас не е се, да кажем, упропастено, туку свеста кај луѓето уште работи на тоа дека треба да биде тоа здрава храна, дека не треба да биде прскана и дека се повеќе и повеќе луѓето се враќаат назад кон корените. Нешто што мене многу ми се бендисува, што кај нас го нема, го има во светот, тоа се така наречените пазари на фармери, мобилни пазари на кои што можат да доаѓаат и да продаваат само директните производители кои што се членови на Slow Food. И тие кои што произведуваат под контрола по тие концепти на Slow Food. Точно. Значи тие ја запазуваат филозофијата на Slow Food и сите активности што им се поврзани со начинот на одгледување, значи ги проследуваат како што диктираат овие кои што се во рамките концептот на Slow Food. И овие производители излегуваат на тој пазар или на 2 недели еднаш, или еднаш во месецот, или еднаш во неделата, значи зависи од можностите и од местото, од
побарувачката на пазарот и луѓето кога ќе се навикнат дека постојат такви пазари, кога ќе се научат од која баба или од кој дедо треба да одат и да си купат домат, тие ќе чекаат да дојде сабота кога ќе биде отворен тој пазар и ќе одат таму ќе купуваат во сабота. Тоа ќе му дојде како матичен лекар, ова си матичен градинар. Ама така и треба. Така и најубаво. Така и најубаво. Па јас познавам луѓе кои што веќе шетаат низ Македонија, мои пријатели кои што шетаат низ Македонија и бараат, например, во одредени средини чисти. Кај си купиш сирење, канта. Ете така, ма не само сирење, канта, туку веќе почнуваат и градинарски култури така да купуваат, што по мене е одлично. Така. Велат, човекот е она што го јаде. Дали постои потенцијал во Македонија здравата храна да исплива многу повеќе на површина, некако како да не зафаќа оној замаец на масовно производство, индустриско, прскано со пестициди, вештачки ѓубриња? Постои ли таа свест и цена што ќе ја исплива на површина здравата храна? Во Македонија мислам дека луѓето се многу свесни и дека она што ние го поседуваме и го имаме како земја со толку денови сончеви во годината и одредени на вистина чисти локации во Македонија има кај што може да се одгледуваат вакви градинарски култури, мислам дека сме на прав пат и дека нема да дозволиме. Не би требало да дозволиме да ни надвладеат и ГМО и не треба лидери во словото да. Па и да ви кажам како се шири нашата мрежа и луѓето како не прифаќаат, мислам дека на прав пат сме и нема да дозволиме. Така, ви благодарам за гостувањето и за пораките што ги испраќате како концепт слово. Благодарам. Тука, почитувани гледачи, правиме само куса пауза за рекламните пораки. Останете со вториот дел на Бразди, имаме уште доста интересни содржини.